Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е гувернерот на Народната банка на Македонија Димитар Богов. Прв алармиравте дека политичката криза може да се одрази негативно врз економијата. Дали веќе сме во криза со оглед дека најавивте мерки и очекувате ли дека 2015 година ќе биде економски тешка година? 2015 требаше да биде една од подобрите економски години, бидејќи таа доаѓа по 2 години кога остваривме солиден економски раст и по нашите проекции тој раст требаше да продолжи уште посилно во 2015 година со 4,1% раст на БДП и тоа не беше само наше видување, тоа беше видување и на Европската комисија, и на ММФ, и на останатите меѓународни финансиски институции кои што прават проекции за македонската економија. Тој тренд, за жал, доведен во опасност поради случувањата на политичката сцена во последните неколку месеци, може да биде загрозено тоа остварување кое што беше доста известно. Дали веќе сме во криза со оглед на тоа дека најавивте мерки? Значи, ние ги следиме внимателно економските индикатори и економските индикатори обично излегуваат со задоцнување од 1, 2, 3 месеци по завршувањето на соодветниот период. Од оние индикатори кои што досега се расположиви, немаме такви индикации, значи движењата во првиот квартал се доста солидни, извозот расте, производството расте. Од оние индикатори кои што ние ги следиме на дневна основа, како што се депозитите, како што се девизниот пазар, исто така дури до сега, значи средината на мај, ние немаме некои индикации дека нешто невообичаено се случува. Напротив, движењата се многу поволни, депозитите се исклучително стабилни, тие продолжуваат да растат, а девизниот пазар е, како што беше и на почетокот на годината, исклучително добар и стабилен. Меѓутоа најавивте дека кризата може да ги зголеми каматите. Дали со оваа постапка директно се оштетени граѓаните и немаше ли друга алтернатива за да се амортизира ударот? Да, значи, тука малце беше внесена неодредени дезинформации беа пластирани, бидејќи јас одговорив на едно прашање во Собраниската комисија за финансирање и буџет, каде што на истото прашање дадов еден исцрпен одговор, каде што го опишав целиот тек и сега повторно ќе го направам истото. Значи, политичката ситуација, она што ќе го предизвика е прво инвеститорите ќе почнат да се предомислуваат, да не инвестираат, да се воздржуваат од инвестирање, потрошувачите да се воздржуваат од трошење и тоа ќе доведе до намалена побарувачка. Намалената побарувачка потоа доведува до намалено производство. Тоа потоа им создава помали приходи на предпријатијата кои што веројатно може да дојдат во тешкоти да ги враќаат кредитите на банките. Значи, кризата ќе почне кај предпријатијата, ќе се пренесе на банките и тој круг потоа се врти. Таа негативна спирала ќе почне да се врти, уште помалку инвестиции, уште помала потрошувачка, па потоа ќе дојде до прашање, значи нема создавање нови работни места, можно е да дојде до намалување на платите и влегуваме во една спирала која што многу веројатно во еден период, тоа нема да се случи денес или утре. Меѓутоа во втората половина на годината веќе ќе имаме ние ситуација кога македонската економија би се соочила со рецесија. Нормално, доколку продолжи оваа политичка неизвестност и уште иако ескалира. Од таква ситуација може да дојде во прашање и ценовната стабилност. Бидејќи искуството покажува во Македонија, секогаш кога има рецесија, обично има и притисоци за стабилност, на макроекономската стабилност. Во таква ситуација Народната банка има обврска по законот да одржи ценовната стабилност и стабилноста на банкарскиот систем. Инструментите кои што ни стојат нас на располагање се каматните стапки, задолжителната резерва, макропрудентните мерки. Значи, ние ќе треба да го преземеме она што мора да го преземеме за да ја зачуваме стабилноста во една таква хипотетичка ситуација. Значи, она што беше пренесено дека гувернерот уште утре ќе изголеми каматите, што е сосема, мислам, нешто различно од она што беше кажано. Како зголемувањето на каматните стапки ќе се одрази врз компаниите? Значи, ако дојде до таа ситуација, компаниите, значи, веќе до тој период веќе ќе бидат во
потешка ситуација, веќе ќе имаат намалено производство, веќе ќе имаат намалени приходи, веќе ќе бидат соочени со намалување на бројот на вработени и на сите останати трошоци, и во таква ситуација тие ќе имаат дури потежок пристап до кредити, а и ќе имаат поголеми камати на кредитите кои што ќе ги добиваат. Има одредени мислења дека Народната банка со својата политика во наредниот период ќе штити политиката на големи владини трошења за евентуални брзи избори. Добро, тоа не е економски став, бидејќи тоа е доста лаичко политичко мислење, политички став. Прво, Законот за Народна банка изрично забранува Народна банка да врши печатање пари за финансирање на буџетскиот дефицит. Значи, Народна банка нема таква можност и Народна банка никогаш тоа нема да го направи. Народна банка има со закон дадена обврска да ја оствари ценовната стабилност. Значи, ако ние го правиме тоа што беше кажано, тоа не е согласно нашата основна цел и ние нема да оствариме нашата основна цел. Значи, контрадикторно е она што беше кажано. Ако имаме ние рестриктивна политика и јас кажав дека ние ќе направиме се, вклучително и можност големување на каматните стапки за да задржиме ценовната стабилност. Значи, тоа е контрадикторно со она што сега тој го кажува дека Народна банка ќе печати пари, ќе ја финансира владата. Мислам, самиот факт што Народна банка останува цврсто на задржување на ценовната стабилност, на задржување на стабилноста на курсот на денарот, јасно кажува дека Народна банка нема воопшто ниту намера, ниту можност да прави печатање пари заради финансирање на државата. Зошто денарот и покрај слабата македонска економија 25 години е врзан за еврото, а нема флуктуирачки курс? Некои економисти сметаат дека на тој начин се намалува конкурентноста на нашите производи наменети за извоз. Знаете, нашиот извоз континуирано се зголемува во овие 20 години колку што ние ја спроведуваме политиката на стабилен курс на денарот. Конкурентноста на една економија не се гради со курсот. Конкурентноста се гради со структурните реформи, значи со зголемување на ефикасноста, продуктивноста на домашната економија, подобрување на општиот бизнис амбиент. Со девалвација на валутата никој не ја зголемил конкурентноста. Тоа може привремено да се направи, со привремен ефект, меѓутоа тоа ќе предизвика инфлација, која што веднаш ќе го изеде тој ефект од девалвацијата и повторно сме на истото. Ако не сме направиле во меѓувреме структурни реформи за да зголемиме конкурентноста, ние повторно ќе треба да правиме девалвација во наредниот период за да зголемиме конкурентноста. Но токму политиката на стабилен курс на денарот создаде таков амбиент во кој што и владата и економските субјекти беа свесни дека единствен начин за зголемување на нашата конкурентност е структурни реформи, подобрување на бизнис амбиентот, зголемување на продуктивноста, зголемување на ефикасноста, одржување на ниски буџетски дефицити. Експлицитен сте во ставот дека и во вакви услови денарот ќе остане стабилен. Кој е вашиот совет до граѓаните, дали штедните влогови да останат во денари или во странска валута? Јас немам сомнение дека денарот ќе остане стабилен, јас сум сигурен во тоа, а минатото покажа дека ние сме имале вакви турбулентни периоди повеќе во изминатите 15 години и историјата покажа дека оние кои што тогаш не веруваа во денарот изгубија, оние кои што веруваа добија, бидејќи оние кои што ќе го задржат штедењето во денари, тие ќе добијат и повисока камата и ќе ги избегнат оние трансакцијски трошоци за купување девизи, па потоа кога ќе видат дека фактички нема никаков проблем, ќе се враќаат во денари. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и вам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.